Моето пътешествие из руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историски знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во Охридскијата регија. Овој пат решив да прошетам во незиниот северозападен дел, во славна Дебарца, да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо-македонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода, навистина е историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, на целиот свој атар од сите типолошки варијанти од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо-македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Почитувани мои, продукцијата МРИО филм речиси 20 на години се наоѓа овдека во славна Дебарца. Овдека во славна Дебарца продукцијата МРИО филм започнува нов документарен серијал со работен наслов Славна Дебарца историографски записи. Почитувани мои, како вообичаено кога патувам низ Република Македонија и вообичаено кога ги правам овие документарни записи за нашите заборавени села, така да речам, главен водич во овие записи се пишаните документи, историографски записи кои што ги наоѓам ширум архивите како во Република Македонија, така и во Балканскиот полуостров, а тие историографски записи ги најдов копајки, како што напомнав, меѓу овие архиви. Меѓутоа, главен водич во овој документарен серијал и во сите други документарни серијали кои што ги правам во Република Македонија е еден од најголемите, не само во македонски, балкански, туку и во светски рамки, антрополози, географи и историчари, доктор Јован Трифуновски, таре што тој во неговиот животен век има направено, напишано, односно прошетано низ етничка Македонија и има историографски записи од древна Македонија па се до 2005 година, кој што ги има трајно оставено во неговите истражувачки работи, во некаде околу 30 на книги, а една од тие книги е и, како што напомнав, според која ќе го правам овој документарен серијал, со работен наслов Славна Дебарца историографски записи, е Охридско-Стручката котлина, која што ја има издадено во 1970 година, а меѓу многобројните записи во таа книга го има запишено и следното. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста, сегашноста со иднината, посети ја славна Дебарца. Посети ги славно дебарските села, кои молкум шепотат, скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја собствената судбина, од раскошен мир и немир, во исто време
необјаснимо сплотени едни во други, обдарени со милоста Божја, накитена и распослана со безброј убавини, на сите страни облазена со сончевина, простор во кој се слушаат звуците на музите, од минатото и реткиот звук од кавалот и од понекој овчар кој оддава впечаток на жално отпевање на некогашната вечност, сегашност, миг и иднина. И пак, ако сакаш да го најдеш собствениот мир, грабни барем дел од мирот, оној духовниот, во вера Христа, со која биле подигани преубавите камени базилики, втемелени врз цврста карпа на вечен простор, во кој одекнуваат звуците на битките од минатите војни, непокорот на македонецот, низ битот и желбата за обстојот во оваа действена недопрена природа на славна Дебарца. Во атарите на славно-дебрцките села постојат бројни сведоштва на градителска умешност, знаење и традиција на луѓето кои од праисторијата до денес го населувале ова подрачје. Културно-историското наследство на славна Дебарца во сите негови видови има непроценливо значење и заслужува да биде промовирано и пренесено на идните генерации во својата автентична состојба како доказ на богатството и различноста на еврейското културно наследство и важен елемент на националниот идентитет на македонецот. Почитувани мои, доктор Јован Трифуновски, еден од најпознатите не само во македонски и балкански, туку и во светски размери, доктор Јован Трифуновски, во неговиот историографски запис Селските населби во Охридско-Стручката котлина, посебно за славна Дебарца го забележал и следното. Да се истражува регионот на Дебарца навистина представува не само задоволство, туку и привилегија на секој поединец, љубеник во природните и културните убавини на оваа област. Со својата извонредна географска местоположба, особено со богатството на многобројните цркви и манастири, Дебарца представува своевиден бисер со посебен ареал на флора и фауна што Господ ја создал на земјата. Дебарца изобилува со сакрални објекти изградени уште од времето на Свети Климент и Наум, кои се нераскинлив дел од разновидното културно богатство кое говори за традицијата и недопрените живописни предели во овој крај. Црквите и манастирите се неизоставен дел од духовниот дел на животот на селата во славна Дебарца, кои најчесто се позиционирани на најдоминантна позиција во селата израчат со својата убавина. Изградени во различни временски периоди, а најмногу во средовековниот и во времето на преродбата, кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, кога всушност за краток временски период ќе никнат прекрасни градби благодарејќи на цврстата волја и вера на селаните. Од културно-историското наследство на територијата на општината Дебарца постојат цркви и од кои најкарактеристични се црквата Свети Петар и Павле во селото Мешеишта, црквата Свети Илија во селото Оровник и црквата Успение на Пресвета Богородица во селото Волино, црквата Свети Троица во село Горенци, црквата Свети Никола во село Требеништа, црквата Свети Богородица во село Злести, црквата Свети Ѓорѓи во Годивле, која датира од 12 век, црквата Свети Ѓорѓи во село Оздолени, која датира од 14 век, црквата Свети Ѓорѓи во Врбјани, која датира од 17 век, црквата Свети Никола во Издеглевје, црквата Света Богородица во Турие, црквата Света Богородица Пречиста во Велмеј, црквата Света Богородица во село Ботун,
црквата Свети Атанасий во Брешани, црквата Свети Никола во Белчишта, црквата Свети Атанасий во Белчишта, црквата Свети Атанасий во Сливово, црквата Свети Атанасий во Црвена вода, Света Недела во Требеништа, Света Недела во село Волино, Света Петка во Оровник, како и средновековните манастири. Манастир Света Петка, манастир Света Недела во селото Оровник, како и манастирскиот комплекс Сите свети во село Лешани. Ризницата на културното наследство на Македонија, создавана во текот на праисторијата, па се до почетокот на минатото столетие, опфаќа голем број на споменици кои припаѓаат на различни историски епохи и ги одразуваат плодните творечки идеи на ова поднебје, изразувано преку поединечни техники на творење, како живоопишување, резбарење, иконопишување, градителствување или пак на некој друг вид на креирање. Македонија поседува 7081 недвижен споменик, од кои 4293 се археолошки наоѓалишта, 992 цркви и манастири, со над 150.000 квадратни километри фреско сликарство, над 22.855 икони и 240 иконостаси, балдахини и владички престоли изведени во резба, 220 објекти од рурална и 379 од урбана архитектура, кули, бедеми и мостови, 1000 споменици, спомено-бележја, 228 објекти од османлиската архитектура, џамии, анови, амами, стари чаршии. Музејските и галериските збирки содржат над 500.000 поставки, археолошки и етнолошки предмети, предмети од историско значење, како и предмети од применетата уметност. Во 1980 година во списокот на споменици под заштита на УНЕСКО е внесен и Охридскиот регион, а како негов составен дел и регионот Дебрца. Дебрца е действен природен рај. Дебрца е оаза на цивилизацијата. Таа е оаза на културното наследство на Македонија, имајќи ги предвид богатите културни, историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности, кои на регионот му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност, со нивната зачуваност, разновидност и интегралност создадени се можности за регионот да представува добро од највисоко национално значење со универзални вредности за човештвото и неговата историја, култура, уметност и наука. Дебрца како споменична целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби, кои ги имаат карактеристиките на културното наследство од исклучително значење. Како една од најстарите човекови населби на овие простори, таа представува ретко архитектонско уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова област формирана во карактеристични природно-географски, историски, етно-социјални и естетски услови на живење и стопенисување во изминатиот период се издигала и развивала во една карактеристична хармонија. Доктор Јован Трифуновски, еден од најголемите не само во македонски, балкански, туку и во светски рамки, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговиот историографски запис селските населби во Охридско-Стручката котлина за славна Дебрца го забележал и следното. Од устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи, кои датираат речиси од кога настанало човештвото,
поточно речено, од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, се дознава дека во оваа регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. А за тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци, каде што говорат дека оваа регија била населена уште од пред 4000 години пред нашата ера. Почитувани мои, доктор Јован Трифуновски во неговиот историографски запис Селските населби во Охридско-Стручката котлина, а посебно за славна Дебрца, го има забележано и ова. Минатото и сегашноста на Дебрца е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскидливи нишки кои го градат долгиот континуитет на дебрцкиот живот, а за да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во дебрцкото обитисување, испреплетени зад премезот на времето. Славна Дебрца како дел од Македонија, македонската култура и македонскиот дух е преполна со остатоци од милениумска одисеја на жителите од овој крај, од нивното прво биолошко и творечко културно појавување, па се до ден денес. Дебрца 12.000 години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор, на бригите, пелагонците, пајонците, линкестирите, енгелејаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестончите, бисалтите, еордејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Арјадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсей и Самој, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самој и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византиските цареви, царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 до 1395 година. Од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел од Република Македонија. Почитувани мои, освен доктор Јован Трифуновски, кој што речиси целиот свој животен век го поминал крстајќи етничка Македонија, кој што посетил 5000 села во етничка Македонија, меѓу кои околу 2000 села во Република Македонија, околу 2000 села во егејскиот дел на Македонија, околу
1000 села во Пиринскиот дел на Македонија, 20 во областа Гора во Република Србија, 10 во Мала Преспа и некаде околу 20 во Голо Брдо, Република Албанија, и уште 20 населени места кои што наликуваат на приградски населени градови во Република Албанија за етничка Македонија, а посебно и за регионот Славна Дебарца има пишувано и многу други учени луѓе кои што потекнуваат од оваа регија, а и надвор од оваа регија, а тоа се Никифор Грегора Хаджи Калфа, Вујадин Јагич, Петар Влаховиќ, Јован Цвијич, Стефан Верковиќ, Алекса Урошевиќ, Григорije Острогоски, Миливоје Филиповиќ, Стијепан Антолјак, Бранко Панов и многу други. Почитувани мои, и кај едните и кај другите се среќаваат одлики за овој регион кои датираат уште од преисторијата, од времето на првите Хередотови записи за човештвото, од старомакедонскиот период, римскиот, византискиот, средномакедонскиот, отоманскиот период, како што и напомнав и од денешново наше македонско современие. Почитувани мои, доктор Јован Трифуновски во неговиот историографски запис селските населби во Охридско-Стручката котлина, посебно во одделот за Славна Дебарца, за отоманското владење на оваа регија, го забележал и следното. Во пишаните отомански дефтери, областа Дебарца се споменува во отоманскиот пописен дефтер број 4 од 1476-1477 година, каде што се наведува дека Дебарца е имот на Абдурахман ага, кој по потекло бил од Битола, и Ајредин ага, кој би потекло од Дебар, а седишето им било во селото Злести. Исто така, во отоманскиот дефтер број 16 од 1481-82 година, за Дебарца е запишено дека со ова област владееле Ајрула ага и Ајли ага, по потекло од Охрид, а седишето им било во селата Новосело и селата Требениште. Во пописниот дефтер со број 73 од 1519 година е запишено дека собственик на вилајато Дебарца бил Али Паша по потекло од Солун, а седишето му било во селото Горно Средоречие. Додека пак во отоманскиот дефтер број 149 од 1528-29 година е запишено дека со вилајато Дебарца владееле Асан ага и Бејто ага, а според отоманскиот дефтер број 232 од 1544-45 година во Дебарца живеел Емет Султанија, жена на Али Паша. Почитувани мои, доктор Јован Трифуновски во својот научен труд Селските населби во Охридско-Стручката котлина за регијата Дебарца го има забележано и ова. Во подалечното минато мештаните Славна Дебарца учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од Отоманското царство и за формирање на самостојна држава Македонија, како во претилинденскиот, илинденскиот и послелинденскиот период. Уште во периодот на турското робство во Дебарца крстасувале многу ајдутски комитски чети. Во времето на ајдуството, пред организираниот вооружен и револуционерен отпор на македонскиот народ, во почетокот и средината на 19 век, во оваа област живеел и действувал Кузман Капидан, македонски народен јунак и војвода,
опеан во народните песни, но и во песните на Глигор Праличев. Во времето на организираниот револуционерен отпор кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, во Дебрца многу често престојувал и охридскиот војводата Христо Узунов. Токму Дебрца била најсилно жариште во Охридско во времето на Илинденското востание во 1903 година. Многу пати селата во Дебрца биле недостапни за турските арачлии, поради што многу од селата повеќе пати претрпувале палење и горење до темел. Исто така, славна Дебрца не ја избегнуваат воените действија, како од Првата Балканска војна, Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денес не им се знае ниту гробнината. Дебрца посебно е прославена од периодот на Втората светска војна по неколку настани. На Славеј планина на 18 август 1943 година е формиран првиот македонски партизански баталјон Мирче Ацев, а истата година, неколку недели, Дебрца ќе биде првата и единствена слободна територија во Македонија за време на народно-ослободителната борба. Првата македонско-косовска народно-ослободителна бригада е формирана во селото Сливово на 11 ноември 1943 година. Во Издеглевје бил одржан првиот свештенички собир, на кој било иницирано формирањето на Македонската православна црква во името на Охридската архиепископија. Во близина на селата Сошани и Велмеј работела партизанска болница. За време на народно-ослободителната борба во секое село постоел народно-ослободителен одбор, селски и општински, во кое действувало местното население. Во општината Сливово, во која се наоѓале селата Врбјани, Годивија, Лактиње, Мраморец, Турија, Арбиново и главното село, во општината Сливово, одборот го сочинувале Трајан Мицковски, председател, Ѓорѓи Станковски, одговорен за просвета, Круме Јовчевски, секретар, Венчо Марковски, задолжен за стопанство, Љубе Котевски за здравство и социјално, Дончо Мицковски раководел со секторот судство и судски работи и Трајан Дуковски раководел со секторот за технички прашања. Во општината Слатино, Народно-ослободителниот одбор го сочинувале селата Слатино, Оздолени, Слатински Чипли и Издеглавје. Меѓутоа списоците со составот не е сочуван. Во општината Белчиште, Народно-ослободителниот одбор го сочинувале селата Белчишта, Црвена вода, Ботун, Горно и Долно Средоречие, Песочани, Горно поле, Злести, Лешани, Брежани, Ново село и Велмеј. Во главниот состав на општината влегле Ванчо Ристевски председател, Танеша Чировски подпредседател, Мартин Дојчиновски секретар, Велјан Гуцевски, Злате Поповски, Јордан Темјановски, Костадин Симјановски и Вангел Јовески. Во текот на народно-ослободителната борба, на ударот на слободата и за создавање на независна држава на македонскиот народ, го положија својот живот 132 партизани. Почитувани мои, речиси, 15 кусур години сум тука во славна Дебрца, правејќи документарни видеозаписи за многуте населени места одека во славна Дебрца. А како што и самите знаете, извинете што вака полека се стинува малце искаливе, се развој дисани, што вика старите направени се пред 80 години, никој не ги поправил и така, за забод на времето полека пропаѓаат. Како што реков, тука сум 16 години во Дебрца, овде позади мене се наоѓа поранешната општинска зграда на општината Сливовјанови. Овде кога бев пред 5-6 години,
и денеска постои таа зграда, туку имаше доста купишта на книги од евиденција тамо некаде од 50-тите години, па некаде се до 86-та година, 1986 година, каде што она што останало тука е останато на запад на времето и никој не се погрижил. Ете, наминав во ранни утрески часови, упатувајќи се кон селото Сливово, и пак наминав тука во поранешната општинска зграда и поранешната местна канцеларија, каде што овде во ова фиока најдовени документи кои што се фрлени долу на подот, документи кои што лични карти пред се кои што датираат од 50-тите години на 20 век, а дел од ова документација ќе се обидам да ви пренесам и вам, драги мои, да погледнете и сами да заклучите каде е историјата на македонскиот народ, каде се фрла историјата. Славно Дебърц е темелот на современа Македонија. Ова година се слави 80 години од формирањето на Народна социјалистичка република Македонија, кој што беше во составот на СФРЈ и кој што континуитет го продолжи и Република Македонија со референдумот од 8 септември, каде што континуирано, значи сте тука некаде во современиот свет околу 80 години. Ете ќе се обидам дел, како што реков, од ова документација, во ова фиока кој што е најдов долу во на патосот. Еве овде имаме еден печат, дршкав печат, кој што само тоа е останат. А овде имаме еве неколку фотографии каде што ќе се обидиме пред камерата, окото на камерата, да го тоа долови. Овдека пишува Народна република Македонија, Народен одбор на околијата Охридска. Серијски број 023261, регистарски број 8315, важи до 20.11.1954 година, а овдека името и презимето на собственикот на ова лична карта пишува Ангеленски Јон, од село Годивље, занимање земјоделец, висина средна, лице округло, коса садова, очи костенливи, а особени белези нема. Личната карта е издадена на 29.1951 година во Охрид. Иначе, народност македонец, брачна состојба женет и други податоци кои што се во тоа време својствени за личниот опис на било која личност. Овде така исто се наоѓа, во моите раци имаме една лична карта која што гласи на име и презиме Нововеска Јонка, ама фотографија нема. Фотографијата е испадната, личната карта е издадена на 5.1.1954 година. А важноста е до 5.1.1960 година. И други податоци кои што се внесени налик на оние податоци кои што имаше во претходната лична карта. Овде исто така имам уште една лична карта. Се однесува од 2.10.54 година, а лицето е ова и ќе ви го прочитам после името и презиме и од кое село, од кое околие. Доненски Стојан овде пишува, име на таткото Доне, од село Врвјани, земјоделец, место на раѓање село Врвјани 1967 година, запишан дека бил женет и дека живее во селото Врвјани, Охридска околија. Повереник Министерство за внатрешни работи, милицитска управа Охрид. И неколку пати е
продолжува на ова лична карта, кој што е со важење до 1960 година. Почитувани мои, поминаа речиси 10 години како сум присутен тука во Славна Дебрца. Поминаа речиси 2 години откако го издадов романот, историската повест Славна Дебрца неизгаснати огништа. Ете, тоа ми даде поттик да и натаму останам во Славна Дебрца и натаму да ги крстарам селата во Славна Дебрца а сето тоа што ќе ги посетувам селата, што ќе правам нови документарни записи и сите оние недораскажени приказни што ќе би ги пренесат мештаните од Дебрца, за да не останат покриени од правта да заборават, ќе ги преточувам во еден нов документарен серијал кој што е со работен наслов Славна Дебрца историографски записи. Овој пат, така да речам, второто продолжение од овој документарен серијал кој што претходно имаше работен наслов Славна Дебрца неизгаснати огништа, го започнувам од Сливови Јанови, овде код поранешната општинска зграда, кој што се наоѓа тука позади мене, овдека од поранешната местна канцеларија, каде што внатре во просториите се уште може да се најде документација од историска граѓа, така речено, како ова што имам во моите раце и дел овде што се наоѓаат пред мене, кои што се со дата од пред 80 години, а овде ќе ви илустрирам дека овде имаме еден документ кој што е деловоден протокол така е запишан за 1954 година, каде се водат евиденции за војниот одсек во Охрид, каде што овде има евиденција во тој временски период кој кога треба да биде упатен на регрутација, кој треба да отиди на служување на воениот рок, кој треба да отиди на вежба. Исто така се води евиденција за распоред на цивилната заштита, за распоред на територијалната одбрана. Како што реков, датата е од 31.12.50 година, а ваква документација овде ке има, кој што, така ќе речем, со историско градиво, останата на забор на времето, половина е нема, половина уништена, тоа што е останато во едно шкафче, кој што така е расфрлено, како што напомнав. И пред тоа дојдов дел од ова градиво со окото на објективна камерата да го снимиме и да оставиме на поколенијата кои што ќе доаѓаат, да не биде заборавено и покриено од правта на заборавот. А овде исто така имам еден друг документ кој што се работе наслов Платна книга радника и радница, забележено на српско-хрватски јазик, пошто во тој временски период имаше 6 равноправни јазици, тоа е српско-хрватскиот, македонскиот, словенечкиот, тука беше црногорскиот. И така да овдека, пошто тие што работеле биле направено според српско-хрватски јазик, и еве и овде има една документација каде што пишува таму од кое село, колку работел, во која фабрика работел, колку часови, колку плата. Овде забележено дека во 1954 година на Ристевски му била исплатена плата од вкупно 18 милиони стари динари. Сега да пресметаме во денешна вредност, сигурно имале вредност и тие пари тогаш, но ето останато е дека во тој временски период на овој работник, на овој човек му биле толку пари исплатени. Овде се наоѓа уште една една факцикла, каде што има наслов Арбиново решена пошта по изјавите дадени од селото Арбиново. Сега таму што пишува, ќе треба да се провери. Овде има доста пријави, одјави. Се разбира најверојатно за животот во селото, за забелешките на пољакот, кое дете кај го фатило, така речено, во нивите. Дали во тоа време и пољаците и шумарите ја бранеа шумата, така да речеме и во тоа време имало
санкции на ова речи го на безправното сеча, туку овде пише вика Народна република Македонија, Народен одбор на општина Народен одбор на општина Охрид од 21.59 година. Има тука и вика некои упатства кои што некои се читливи, некои не се читливи, но оставам тоа на историчарите кои има интерес да го прелиста, прочитаат и делот од таа историска важност, како дел и составен дел на историјата на македонскиот народ, да го архивираат, да остане, како што реков, затоа што, еве и овдека имаме еден допис, значи испратен од Народниот одбор на општина Кочани до матичарот на Народниот одбор во село Белчишта. Година 61. Значи и тоа го има. Еве тоа може да го камерата да го речи го да го осведочи. Тука имаме и Народен одбор на општина Комисија село Белчиште Охридско. Членови биле од селата Ново село, од селата Арбиново, и тука има некој заклучок кој што тој заклучок е донесен на 11.8.1961 година. И има многу документација кој што ете дел од камерата и тоа ќе го овековечи. Овде имаме избирачки картони, списоци, материјална положба се водела за добајчиството. Овде имаме уште една. Да видиме. Овде исто така некои молби за преселување. Значи и во тоа време за да однеси 5-6 кубици дрва до Охрид да ги греи децата навечер, назима морал да побара одобрение од месната заедница дека има потреба, а во тој временски период месната заедница и до пред 30 години месната заедница имаше значење големо во таа Југославија и во Република Македонија, затоа што имаше свој имот, имаше свој печат, имаше свој совет, имаше незините одлуки на месната заедница беа со политичко значење, кој што фактички месната заедница беше основата на целиот систем на СФРJ, на политичкиот систем зборувам на СФРJ. А ете, денеска месната заедница се сведе на обична хартија и речише ама баш на ништо. И уште ова да видим овде што има. Книга за евидентирање на издадени уверенија за здравствена состојба на добитокот за извршените промени воли. Значи овдека се водела евиденција за вакцинација на кравите, козите, свињите, магарината, коњите, овците, по име, по презиме, и кучината се вакцинирале, се ставале обетки на ушите. Не смеело ниедно куче да не биде вакцинирано, а ако не било вакцинирано, тогаш тешка глоба казнива за собственикот, а може да заврши на долгогодишна робија. Значи, се водело, сам ако се сакал системот да функционира. Значи, овде ги имаме од 54-та, 57-та, 61-та, 63-та. Ево, овде имаме еден запис од 71-та, па имаме овде запис од 49-та година. Значи, се водела евиденција и по име, по презиме и на кучината, и по име, по презиме пошто им се давали имена и на коњите, магарината, на угичите, на овните, на предводците. Имена имали по име, по презиме на кучето пред се му било забележено колку е старо. И дури ако го совисело ќе морало да го одјави, затоа што сепак имало систем, затоа и така луѓето живееле. Тоа е дел само од ова, а другата документација, почитувани мои, ќе ви ја пренесам во наредните репортажи, што се вика, како ќе снимаме, така и ќе ви пренесуваме и како ќе откриваме. Жално е стварно да ви кажам реално, но не е само овдека ова општинска зграда. Не е само ова овдека поранешна местна канцеларија. Имаме 1974 села во Република Македонија. Некаде кои 1700 села што матична евиденција
местни канцеларии, се е празно, се е испустено, и училищните згради се разпаднати, и дневниците, не тамо што ги нема учениците, туку и дневниците ги нема, се е тоа така оставено, како да однесено од виорот, што, како што е забележено и во филмот, што како ние млади деца го гледавме.